Доколку вие сте на вас, што би промениле во законникот? Имаме многу работи, но ќе спомнам некои поважни работи, бидејќи ние ако променуваме, ќе промениме повеќе од 100 работи, ама сега нема време. Значи, прво би го промениле кривичниот закон, број 1. Казните би се зголемиле максимално за функционери и политичари, криминалци, би вовеле закон од 10 минимум години затвор до доживота. Ние сакаме и смртни казни да има, бидејќи веќе до тука ние на сите, но ајде да бидеме малце хумани, да нема бидејќи Европа наводно вели, не треба да има, значи некој ако отепа 100 души, идеме, ќе го чуваме затвор, ќе го раниме. Јас сум и за смртни казни, како што има во Америка и други држави. Значи нема што, ликвидира го некој звер, монструм. Имало порано и во Македонија смртна казна? Можда и тоа. Значи да имаме казната од 10 години до доживотна за политичари, функционери, криминалци и се разбира за стопански криминалци кои што направиле огромна штета на државата и на народот. Да не застарува делата на политичарите, функционерите, криминалци, да нема амнестија за политичарите, функционерите, криминалци, да не застаруваат и кривично да бидат прогонувани кривичните дела на судите, јавните обвинители и полицијата. И сите кои што работат во државни установи. Дали е книговодител, работи во општина, проневерил милиони, ќе си лежи од 1 до 10 години, во зависност од делото. И да не застаруваат. Кај нас што стана? Беше закон кривично од 1 до 10 години за злосторнички издржувања и луѓе што крадат пари од државата, направи од 1 до 3. Си ги задржа милионите, милиардите, не можеш ни да ги тужиш ништо, бидејќи кој ќе застари делото, автоматски не можеш да го бркаш и на никаков начин, ни граѓански парници, ни да му ги земаш парите. Тие се станаа газди, а ние сме сиромаси. И кој го донесе законот пред година и пол, во собрание го промени. Таму имаме некои пратеници кои наводно биле против. Вие ако сте стварно против, кој ќе знаете дека сакате да донесат тој закон, веќе одигнете цел народ на улица, ќе го извајте да не се донеси тој закон, луѓе. А не гласавме, или воздржани, или отсутни, се кријат. За сите зборувам, 120 пратеници. Сите се тие криви, што дозволија, што не го алармираја народот, граѓаните пред 5 месеци, 10 месеци или и кога дознае за тоа. Број 2, што е многу битно, значи, во Македонија треба да се воведат казни. Значи, казни за овие домашни кои што си ги тепаат жените, мажите, ги малтретираат. Семено насилство. Семено насилство. По автоматизам, не вака, ако жената после пријави го тужи мажот, тогаш да го брка државата. Не. Кога ти им покажуваш физичко насилство или какво да е друго, со заплашување и така натаму, државата да може да те прогонува. И тоа да си лежиш дебело по затвори. Треба сите ние, не дали сме мажи, жени, не е битно. Немаш право никого ти да тепаш и да малтретираш. Ако си зел некој, ако си во брак, ако не ти одговара, има судов, има сфера, стави се, остави се. Зато има опција да ние можеме преку суд да се разделиме. Така? Така е. Значи тоа би промениле. И се разбира што сакаме за нас лично е да се донеси закон за потекло на името. Однав. Секој што направил проневери, што го стекнал богатството со криминал, кривично да се прогонува и да се конфискува истото. Ќе останеме без политичари. Не ни треба такви политичари. Добре и да останеме без такви политичари. Нас ни треба поштени. Па вие што мислите? Вие никогаш не сте краделе. Све што заработувате од плата. Да. Така? Да. Јас сум повозрасен од вас. Не дека само живеа во Америка и тука, кога работев, кога завршив економски факултет во Скопје, работев, не крадев јас од фирмата. Со трговија се занимавам.
Па јас тогаш можев да крадам. Имаше и тогаш луѓе што крадеа. Ама јас одлучив да не крадам. Значи, ако заработувам, ако ми е плата 1000 евра, толку ми е. Ако сакам 2000, тогаш или ќе унапредувам, или ќе отворам своја фирма и ако сакам многу да се збогатам, се разбира од работа, чисто онака не се може да се збогатиш, отвори фирма, отвори фабрика, не е бито што, ако те бива. Не можеш многу да заработиш, али на поштено, а не да се фатиш ти со политичарите, дај новај тендер, јас толку ќе ви дам, вие толку, јас да го земам тендерот. Значи, тоа е, тие се важни закони што треба да се променат, исто би го променил законот изборниот закони, како што дискутиравме. Значи, комплетно промена. Собранието закон би го донесол за собрание да се намалат пратениците. Некој вика 80, не, и јас велам 27 ни се доволни. 27 паметни луѓе може да ја водат државата. Патни трошкови. Патни трошкови да се укинат, да се укине апанажата, да се укинат кирите за сите тие пратеници кои што не се жители на Скопје. Како и сите, ако некој те вработи, сега ти си во Скопјанец и во Тетово и во Велес, или не е бито каде и ќе ти обезбеди и спие, не треба. Не треба зашто да ти обезбеди. Треба да ти дај добра плата и толку. Овие пратеници земат по 2000, плюс во комисиите да се укинат тие придонеси финансиски. Оди во комисија, еден состанок може да земи 100-200 евра, не знам точно колку, за погоду. А со тепа од пари земење, не гледаш, слушаш за Бонева, некој друг, некој трет пецака, не знам кој, од СДС, од сите, со тепа е земање од патни трошици, по 15, по 20 евра земат годишно. Значи, тоа да се укини се, да се намали. И она што е, зошто да има бифе, да јаделе по некоја ниска цена. Не бе, ти си пратеник, врче, сакаш пратеник да бидеш супер. Колку што е реалната цена во бифето, толку ќе јадиш. Значи, не сме и де пратеникот да има бенефици. Ние имаме вамо луѓе со 24 и 300, владата не сака да ја зголеми, бидејќи наводно ќе креираме инфлација, така вика министерката по економија и Мицковски. Значи, не знаат што зборуваат, лупетат глупости, јас сум економиста. Ти не можеш да ги држиш на луѓето на 24.300 минимална плата. Јас се борам секојаш и демократи и реално треба да биде платата 60.000 евра, за да можат овие луѓе да преживуваат. А кога замисли ти, ние сите добиваме минимална плата 60.000. Подобро и за тие што имаат пари, што имаат дуќани, што имаат фирми, што продаваат работа. Поќе ќе имаме пари да трошиме. Да. А тие сакат само да ги држат. Ево замисли еден кафич или ресторан фантастично работи Скопје, Битола, кај било. И прави пример по 5, 10, 15.000 месечно примај. И има 10-15 келери му дава минимална плата. А зошто да не оддели малце да зема помалце профит или фабрика, кај што заработува многу добро, зошто да не му дава минимална плата 1000 евра? И тие луѓе, веруваме ми, ќе ги трошат тие пари. Пак таму во фирмата, ако произведува некоја храна, ќе купуваш храна така. Така е. Ви разбирам поентата ви е дека покрај да се расчисти со криминалот, сакате да ги стимулирате нашите граѓани да видат додатна вредност на ова наше општество. Видите, законите што ме праша, заради тоа зборуваме. Значи има многу закони, но еве кажав некои што се поважни, има и се разбира и други закони што треба да се променат. Се знае, значи ти оставаш полицаец, јас разговарав со полицајците, полицаец зема 35.000, заменик, командир или началник во полиција или началник зема 48 до 50 и нешто, со 25.000 години стаж, страмотилоци. И ти сакаш да имаш полиција кој што не ти е корумпирана, не се сите се разбирам тие, дај му ти на полицаец минимална плата 1000 и нешто, купувај му ги униформите, ние тие купуваат, дај му топол оброк, дај му 2 недели годишно со фамилијата бесплатно да оди на сметка на државата на одмор во македонски летовалишта, да видиш како тие полицајци ќе се борат, ќе речат државата се грижи, поточно народо, ние сме државата. Значи ние со ништо не ги стимулираме тречи. Но важно, тие се донесуваат закони да им се зголемува платата нив,
секоја година, пред година и нешто се зголеми 78%, па уште 10, 20, 30 и крај нема на тоа. Тие ќе дојдат еден ден проценти, ако го зборуваш, некој 2000 плата, некој 24, исто со пензите, проценти. Некој зема 70-50 и некој зема 18.000 пензија и викаш проценти. Не може во проценти да се зголемува. Значи, ако некој зема минимална плата, а јас велам, извини, пензија, а пензијата треба минимална, пример, да биде, ние се трудиме 30.000 минимум. И сега тој некој што заслужил бил не знам што и заработило супер, нека земи 70. Ама не можеш ти од 18 и 70 во проценти 3% ништо да му се зголема. Ова е 3% ништо. Ова ќе му еден ден тој ќе дојди до 200-300.000 пензија, ова ќе дојди до 30.000 пензија. И што е тоа? Тој што нема пак ќе нема, тој што има пак ќе има. Ма не, се бориме, види, како демократи ние сме сепак, ние го сакаме капитализмот, бидејќи капитализмот носи нешто што социјализмот, поточно комунизмот не носи. Капитализмот ги стимулира луѓето и ги унапредува квалитетните луѓе, квалитет. Син да му си на некој во фирма, тој ќе ти избрка или нема да те вработи таму, ако ти немаш квалитет. А во комунизмот се знае, сите исто да бидеме, како можеме сите исто? Јас да бидам хирург и да правам по 10 операции на ден или по 3, ти ни една или да се криеш и пола пациенти да ти умират, иста плата ќе земам, не може и така. Значи, треба да се наградувам и затоа ако сакам капитализмот, правио капитализам, не онај, како кај нас капитализам. Што капитализам? Ние немаме капитализам, ние имаме криминално општество. Ова се вика, нашата држава е криминална. Господин Јорго, дојдовме до крајот на овој наш подкаст. Сосема за крај би ве запрашал да ни дадете некоја ваша порака. Дали имате да ни дадете порака до нашите гледачи, како понатака? Мојата порака е едноставна, секогаш зборувам и пак ќе зборувам. Ако сакате да се спасиме самите себе, нашите фамилии, деца, внуци, сограѓани, Македонија од ова зло што 35 години владе во Македонија, што секојдневно ни уништува, што ни се смее во очи и ни уништува економијата, здравството, образованието, животот е средијане, инфраструктурата, не води грижа за пензионерите, за болните, за луѓето со физичка и ментална попреченост, за немојкните, не води грижа за ова држава доди напред и само се интересира за свое добро, да можат овие злостори, политичари, кои што беа 35 година на власт, да можат да живеат со нивните фамилии, раскошен, расипнички живот, за да тоа се ние го спречиме. Ги повикувам граѓаните на Македонија, народо, секогаш сум за нешто убаво. Не правам разлика помеѓу вера и религија, правам разлика помеѓу добар и лош човек. Ги повикувам сите честни македонци, албанци, турци, власи, бошњаци, срби и други македонски граѓани да ни се придружат од демократи во фронтот за спас на Македонија, за наш спас. И да креираме функционална и правна држава. И една за секојаш да му ставиме крај на корупцијата и криминалот. Ако тоа не го направиме, доаѓаат сега локални избори во октомври. Ние креираме, работиме на терен, сакаме да имаме листи за градоначалници и советници, честни луѓе. И ја користам приликата да ги повикам сите граѓани на Македонија кои што се честни од сите општини, да ни се придружат во Македонија, слободно да не контактираат, можат преку нашата веб страница demokrati.mk, исто преку нашиот имейл demokrati.yahoo.com и да бидат дел од нашите листи. Зошто ова го кажувам? Затоа што нас ни треба чести луѓе и само така ќе може овие злостори да ги турниме од власт.
Друг спас ни нема. Ова што го кажувам ќе остане негде запишено. Ние сите вие како граѓани знаете дека единствен спас од злото е да се бориме против злото и да го победиме. А ние може да го победиме. Затоа што честните луѓе секогаш се борат на страна на правдата и за доброто. Честните луѓе не се себични. Честните луѓе сакаат сите да живеат добар живот. Тоа е мојата порака до граѓаните на Македонија. И јас секојаш ја гледам Македонија на педестал ја ставам, дека Македонија еден ден ќе биде функционална и правна држава. Дали тоа ќе се случи за 5, 6, 7, 10 години не е битно. Ние мораме да се бориме и ово еднаш за секојаш да го промениме. Вие сте единствената политичка партија што повикувате ги повикувате луѓето јавно и транспарентно да ви се придружат на вашите листи. Ви благодарам за вашето гостување и се надевам ќе се видиме повторно. Сигурно ќе се видиме, благодарам за поканата. Драги гледачи, тоа беше Демократски импулс, најновото издание на Демократски импулс. Јас вашиот водител Трејче Китановски, а вие во овој наш подкаст беше гости, го гледавте председателот на политичката партија Демократи, господинот Јорго Огненовски. Ако ви се допадна ова видео, притиснете нормално лајк и споделете го како би дошло до што поголем број на луѓе.